Катица Јанева во притвор, но како на слобода да излезе правната држава? Ова прашање доаѓа по долгата депресија од изминатите години, но и новата урната надеж во името на Јанева, стопениот символ на борбата со криминалот и корупцијата. Мојата интуиција ми вели дека Боки, без јавување од Катица Јанева, не можел да го спроведе подкупот. За мене тоа е подкуп, а не рекет. Тој не можел да го заврши земањето на парите без сигнал од Катица, но истрагата треба да го покаже тоа, а истрагата треба да се води со ладна глава и трезвено. Настрана притисоците од јавноста, најважно е сега да имаме коректно спроведена постапка во која ќе се утврди вистината. Смета адвокатот Александар Тортевски. Урнатиот кредибилитет на поединци, но и правни институции недвојбено предизвикуваат политички последици. Кои би можеле да бидат во овој случај? Секако дека од ова има штета власта, која со себиот свој кредибилитет застана за ЦЈО, но повеќе штета ќе има политичкиот процес за договор за новиот закон за ЦЈО. Мислам дека тоа ќе ги искомплицира работите, дека во овој момент тоа ќе го оневозможи политичкиот консензус околу новиот закон за ЦЈО и повторно мнозинство ќе се бара вон партиски договор. Председателот на Граѓанско-демократската унија и аналитичар Петар Колев многу одамна најави дека во специјалното јавно обвинителство има нешто труло и дека политиката ќе се сопне токму на каменот на СЈО. Кои се неговите видувања од правен и политички аспект? Беше повеќе од јасно дека специјалното јавно обвинителство се користи за инструмент за политички пазарења, но исто така и се користи како инструмент за така создавање на материјални блага кои што одат во определени центри и тоа се најчесто политички центри. Сето она што се случува околу рекет не би можело да изгледа така ако зад него нема некаква политичка позадина. Се надевам дека за прв пат после толку години во Македонија некој ќе собере смелост да ги истражи работиве до крај и да се откриат кои се всушност главните организатори на ова што се случува, кој што некој го нарече рекет, а според мене овде не станува збор за рекет, а станува збор, и тоа е веќе правниот аспект на прашањето, тука станува збор за примање на подкуп. И кога станува збор за примање на подкуп, би требало да носи одговорност и тој кој што го нуди подкупот, но и тој кој што го прима подкупот. Во јавноста има безброј спекулации за епилогот на овој скандал, но дали со Катица Јанева и низиниот притвор завршува се во врската со аферата рекет? Па не знам, многу е врзана работа со премиерот и тука ако не спасат. Иначе треба да заврши. Треба да заврши тоа, добро да заврши. Не би рекол дека ќе заврши, може да продолжи, може и да не, се зависи од институциите колку ќе најдат сила и моќ. Допрва треба да се расплети, ова е само почеток. Притворот за Катица Јанева го отвори и прашањето што сега ќе се случува со специјалното јавно обвинителство. Што се случува може да биде само добар показател дека секој што се огрешил пред законот мора да одговара. И дека работите конечно се приближуваат до позитивна наслика во нашата држава и дека едноставно никој не е недобитник. Меѓутоа, од друга страна, евентуалната индивидуална кривична одговорност на еден од обвинителите во СЈО не смее да биде изговор, односно оправдување за да се заборави целокупниот криминал кој што беше направен во нашата држава во последниот период, тоа да се заборави и ние да ја запреме нашата борба. Тимот на СЈО е во целост посветен на борбата за правда и ние продолжуваме со она што е наша работа.